Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Правдоубиецот Зоран Заев се соочи со гневот и револтот на нашите граѓани. Затоа се крие и молчи. Фатен е на дело како договара судски одлуки и активности на обвинителството. Тоа е јасен показател како Луи Витон власта креирала Луи Витон судство, кое треба да ги заштити за криминалите, корупцијата, рекетот кој што го прават, но да ги заштити и за торбите со милиони кои ги изнесувале од нашата земја. Зато имаме ситуации кога насилникот Курто Дудуш поминува само со опомена. Зато имаме ситуација шверцерот градоначалник Боро Малборо да помине само со 3 месеци затвор. Зато имаме ситуација Вилма Рускоска да не покренува случај за очигледен подкуп на гласачи во Струмица. Од тука е јасно зошто Рускоска и Јовески се уште не го повикале Зоран Заев да даде исказ во обвинителството за скандалозното мешање на Заев во судската власт, за неговата улога во финансирањето на телевизијата на Боки 13 или за средбите на Вице Заев со Зоран Милевски Кичевец. Замислете, Рускоска вчера дури посочи дека тоа што Вице Заев имал средба со Кичевец во периодот кога рекетот бил во полнек, за неа не било доволна индиција. За Рускоска е нормално Боки 13 без поддршка на власта да изрекетира десетици милиони евра. Па нормално е кога се работи за Луи Витон судство, почитувани. На дело се гледа спрегата меѓу мафијата, Заев и судските власти во Република Македонија. Затоа народот јасно покажува дека Луи Витон судството мора целосно да се демонтира. Тоа е возможно ако се почне со покренување на истрага за злоупотреба на службената должност од страна на Зоран Заев заради мешање во обвинителски и судски постапки, како и мешање во одлуки на Врховниот суд. Тоа е можно со итна и неодложна ревизија на работата на сите врховни суди без исклучок и ревизија на сите нивни одлуки. Тоа е можно само со итна реформа на Советот за реформи во правосудството со меѓународна експертска помош. Почитувани, Заев ги губи престојните избори. Тоа е јасно како ден, па дури и на членовите на Социјалдемократскиот сојуз. Колку побрзо Заев се помири со тоа, дотолку ќе биде подобро за Македонија и за нашите граѓани. И ви благодарам.